Добар ден, ученици! Продолжуваме со онлайн наставата во нашата училница. Веќе се знаеме, јас сум наставникот Горан Цвртовски по предметот физичко и здравствено образование за прво одделение. Денеска за вас имаме нова игра, нека бие, или топката на место. Знаете дека нашиот час секогаш го започнуваме со вежби за загревање на нашето тело. И секоја вежба ја изведуваме од 8 до 10 повторувања со одбројување. Почнуваме со вежби за главата, загревање. Рацете на половина и главата, наведнување напред, назад, потоа на страна, лево, десно, па со поглед на лево, поглед на десно, кружно на едната страна, кружно на другата страна, потоа раменскиот појас, нагоре, надоле, кружно напред, кружно наназад, дланките исто, нагоре, надоле, кружно напред, кружно назад, подластици стискани, внатрешни кругови, надворешни кругови исто, потоа испружени рацете и правиме мали кругови, па поголеми и се поголеми, со подигање на прсти на големи кругови. Истото тоа и на нас. Вежби за пливање напред, пливање назад, ножички напред, ножички назад и малку подинамични вежби, заедно со рацете и нозете, со скокање во место. Почнеме со карличен појас, абдоминален и вежби за ногата, загревање. И вежбите ги знаете сите. Од 8 до 10 повторувања, рацете на половина и кружни движења. На едната страна, потоа на другата страна. Потоа со притискање во лево, потоа притискање во десно, притискање позади, грб, пристигнување напред со предклон и потоа ги составаме нозете, исправени во мирен став, рацете испружени од главата и без да стискаме колена, се обидуваме да чекаме нашите прсти или подот. Потоа со раширени нозе, висина на рамења и со неизмерично десна рака, лева нога и лева рака, десна нога. Потоа идеме со вежби за нозете. Легни, стани. Потоа колена со двете раце ги фаќаме и правиме кругови. На лево, потоа на десно. Потоа исто раширен став во ширина рамена, внатрешни кругови, потоа надворешни кругови, изведуваме и вежби за стапалот. Знае, прстите се на подот и правиме кружни движења на стапалот. На лево, потоа на десно, па неизмерично другото стапало и прстите на подот и на лево, потоа на десно. Потоа со подигање на прсти, па на пета и трчање во место, со мал интензитет, со високо подигнати колени, околу 1 минута. Имате примери со слики за вежбање, како стегнување рацете горе, позади, напред, главата лево, десно, напред, кружно движење, во страна со притискање на половината на една страна, раката на другата, легни, стани и играта. Главниот дел од час. Нека бие или топката на место. Правило. Топка која стои во средината, на одбележано место со круг. Група на деца кои се скружени околу топката и едно дете од страна кој капитен изговара едно од имињата или нити имињата на децата учесници во играта, па вели нека бие, например Јана. Сите деца осим Јана се оддалечуваат од местото на топката, а Јана треба на брзина да ја фати топката, да рече стоп и да го погоди некој дете кој не успева да избега доволно далеку. Победува она дете кое последно ќе остане непогодено од топката. И тоа после станува капитен за од страна да ги изговара имињата. Често има и командни кои беа збунувачи, се изговара и нијадан дете кои не учествуваат во играта. Или, например, топката на место, а децата само се забавуваат, играат, трчаат, се дружат и растат. Тука имате примери на сликата, како е кругот и како бега и како ја фаќаме топката и кажуваме стоп и погодуваме некој од учесниците. Останете дома, следете на веб страната на училница, на Едуино, за прво одделение. До гледање.